Фудбалерите на Победа се на заслужен одмор откако заврши една успешна сезона во која што се промовираа како нови прволигаши и се вратија меѓу најдобрите фудбалски колективи во земјава. Црвено-белите сакале или не ќе мора да ги засилат своите редови во пресрет на надпреварите од првата лига, кои ќе започнат најверојатно во месец август. Пред тоа, според зборовите на тренерот, крстевски клубот ќе се реорганизира, а веќе се воспоставени контакти со играчите кои во иднина би го облекле црвено-белиот дрес. Според стратегот на Прилепчани, 20 јуни е терминот кога ќе започне официјално тренажниот процес кај фудбалерите кои ќе бидат во клубот и во новата сезона. Радува и фактот што костурот на екипата ќе биде оној истиот од претходната, со 5 до 6 нови имиња како зголемување на играчкиот кадар и квалитет во екипата. Се уште е рано да се прогнозира со какви фудбалски имиња ќе биде засилен тимот, но факт е дека за прва лига потребна е силна конкуренција со која би се оформил и првиот тим кој ќе треба достојно да се носи со останатите клубови. Откако ќе започне тренажниот процес, планирани се и подготовки, како и одигрување на најмалку 8 пријателски надпревари. Јубилејното 40-то издание на интернационалниот турнир во борење Македонски бисер е манифестација на која ќе бидат одбележени уште два јубилеја: 55 години од постоењето на македонското борење и 20 години од победата на интернационалниот боречки куп на клубот Бучим Јака. Борбите на овој турнир започнуваат утре, а ќе учествуваат борачи од 14 земји. Меѓу нив и членот на боречкиот клуб 7 мај Прилеп Теодор Темелковски, кој ќе го има својот деби настап за репрезентацијата на Македонија во категоријата до 57 килограми. Стартот на борбите е закажан во 10 часот во салата Борис Трајковски во Скопје, а финалните борби се закажани за во попладневните часови. На овој турнир правдата ќе ја дели и интернационалниот судија Иле Марковски.